Две деца од 13 и 14 години ќе останат со трајни последици на рацете. Останале без дел од прстите по користење на пиротехнички средства за новогодишната ноќ. Со тешки телесни повреди итно биле примени на клиниката за детска хирургија, каде се уште се хоспитализирани и под лекарски надзор. Во текот на вечерта, значи од полноќ практично на Нова година до изутрината, дежурната екипа беше во операцијна сала и ги згрижи повредите до 6 изутрина работеа. Ќе има трајни последици децата, за жал. Значи има ампутации на прсти кои што се неповратни повреди. Децата се уште на клиниката, се чувствуваат добро, денеска се преврзани, примаат соодветна терапија. И покрај забраната, тонските заплени на петарди од страна на полицијата и бројните апели од лекари за фаталните последици. Сепак годинава, за разлика од порано, има поголем број на повредени од користење на пиротехнички средства. Десетина биле амбулантски третирани, но за дел бил неопходен и хирушки третман. Она што го регистрираат лекарите е дека покрај малолетници, во болница завршиле и возрастни со експлозивни повреди. Имаме 69 годишен прием на клиниката за травматологија, исто така од повреда на левата подлактица и левата шака од пиротехнички средства. Во однос на петардите имаме само двајца од малолетниците, загрижува тоа што да речеме најстариот од повредените со петардите на 57 годишна возраст, малку чудно. Изгореници, ампутации, оштетување на слухот и видот, стрес и вдишување на отровни испарувања се само дел од последиците по неправилно користење на пиротехнички средства. Повредите од петардите остануваат за цел живот, а за навидум безопасните игри да не станат кобни. Лекарите постојано апелираат. Сигурни празници без употреба на пиротехника. Сања Димитровска, Сител телевизија.